Две средби од 8-то коло во македонската Суперлига во кошарка се играат вечерва. Актуелниот шампион и лидер МЗД Скопје гостува во Гевгелија кај Кожув. Тимот од Аеродром има максимален ефект по првите 7 средби. Струмица ја пречекува Лирија, додека ова 8 коло ќе се комплетира утре со средбата Работнички Куманово. МЗД Скопје е прв со 14 бода пред Кожув со 12, додека Лирија, Куманови, Работнички имаат по 10 бода. Луис Енрике се сретнал со спортскиот директор на Барселона Андони Зубизарета, постигнувајќи договор за превземање на тимот од наредната сезона. Оваа информација чека на официјална потврда, но Енрике веќе од поодамна е посочен како главен кандидат да го смени Херардо Мартино, кој годинава очигледно ќе остане и без титула, но и без работа. Енрике во првенството на Шпанија ја предводи екипата на Селта, со која обезбеди опстанок во Ла Лига. Претходно тој го водеше и Б тимот на Барселона, а минатата година кратко време мина и на клупата на Рома. Како фудбалер Енрик играше за Барселона, но и за Реал Мадрид. Англичанецот Марк Селби е победник на светското првенство во снукер, кое синоќа заврши во Шефилд. Тој во финалето го соода бранителот на титулата Рони Осаливен со 18-14 во фреймови. Селби дојде до првата титула во своето второ финале на светските првенства. Татко ми почина кога имав 16 години и оттогаш постојано сакам да направам нешто големо во негова чест. Не постои подобар начин за победа од тоа во финалето да играте со Рони, изјави Селби. Првпат во финалето англичанецот заигра во 2007 година, а по синокешниот триумф тој се искачи на првата позиција на ранг листата на најдобрите играчи во снукер. Селби заработи рекордни 300.000 фунти, додека Осаливен двојно помалку. Две средби од второто коло од NBA плейофот се одиграа синоќа. Фаворизираните екипи синоќа потврлија, па така тимовите на Индијана и Оклахома ги загубија првите средби од втората рунда, кои ги играа на свој терен. Индијана Пейсерс се поразена од Вашингтон Визардс од 102-96. Тимот од Вашингтон победи на сите 4 гостински победи одиграни во годинешниот плейоф. Ариза беше најдобар со 22 коша, од кои 18 беа дадени од зад линијата за 3 поени. Одличен беше и Бредли Бил со 25 коша, од кои најмногу постигна во првата четвртина кога кошаркарите од главниот град поведува со 12 поени разлика, што се покажа како решавачко за крајниот исход на овој надпревар. Ноќ за паметење имаше Крис Пол од Лос Анџелес Клиперс, кој постигна неверојатни 8 тројки. Благодарејќи на изворедниот шут на Пол, тимот од Лос Анџелес многу рано влезе во убедливо водство, кое на момент изнесуваше и 30 поени разлика. Крис Пол постигна 32 коша, Блејк Грифин уфрли 23, додека недобриот шести во лигата Џамал Крафорд даде 17 коша. Кај Оклахома Расел Весбрук даде 29, а Кевин Дурент 25 поени. Надпреварот број 2 и во двата дуела е закажан за во четврток наутро.